Почитувани гледачи, добро дојдовте. Ново издание на вашата емисија Агроспектар на програмата на КТВ и преглед на се она што е актуелно во областа на аграрот. Пеколни температури над 40 степени, а на сето тоа, покрај тоа што имаме сушен период, нема и вода во каналите за наводнување. Лозарите и останатите земјоделски производители од Кавадаречко се револтирани поради ваквата негрижа за одржување на водоснабдителниот систем за наводнување на земјоделските површини. Реагираат, се жалат и се испаничени дека годинава родот ќе им пропадне поради сушата и неможноста да наводнуваат. Наводно имало некакви проблеми, дефекти на водоснабдителниот систем или во системот за наводнување, меѓутоа проблемите веќе долго не се решаваат. Сите сме сведоци на пресушената река Лудамара, внатре нема ниту капка вода, нема ниту во каналската мрежа. Прашањето е кој ќе ја поносе штетата за ваквата негрижа, за ваквиот неодговорен однос кон она што го предвидува законот да се обезбеди вода за полевање на земјоделските површини. По се изгледа како и многу пати досега, одговорност ќе нема, а штета ќе имаат токму земјоделските производители. Со нас во студиото е професор доктор Ристо Вучков. Професоре, добро ни дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Во најавата кажав токму она што е актуелно околу времето, последиците кои што ги причинува ова невреме со екстремно високи температури, сушен период, а на сето тоа и немање на вода за наводнување, што значи тиквешкото поле е жедно за вода, а со тоа пропаѓа и годинашниот род. Тука многу од лозарите велат, можеби па и намерно е се тоа што се случува со немањето вода, за да се намали количината на грозје и да нема проблеми со откупот. Како ваквото време се одразува врз земјоделството и дали е нормално во ваков сушен период да нема капка вода за наводнување? На почетокот да кажам, како новинар, дадовте една реална, вистинска увертира на состојбата токму со она негрижа према земјоделецот. Во случајот со водата, наводнувањето и организационниот дел на оние луѓе кои се задолжени, кои земаат личен доход од буџетот, да сега, кога е најпотребна водата, тие нив ги нема буквално. Инаку морам да кажам, онаа следливост која имам долги години, имаме специфична година со изразити крајности, но во исклучиво негативна насока. Ако пролетта беше, бидејќи дискутираме за времето, пролетта буквално беше подлажана вегетацијата со оние високи температури, необично високи температури, каде што имавме емисија, зборавме дека сето тоа ќе кошта. Сега се јавува. Значи, ние имавме едно подлажување на вегетацијата во февруар-март месец, да април веќе имаме екстремно ниски температури кои причинија катастрофални штети во земјоделското производство. Тоа е минатата емисија рековме оние штети што станаа со окајсијата, со праската, со бадемот, со градинарските култури и воопшто штетата. Да, и се уште нема обештетување. И уште не само што нема обештетување, немаме уште јасна слика, бидејќи маргинализацијата на земјоделието е актуелна работа која воопшто не размислуваат оние луѓе што не водат дека треба да се хранат и дека таа храна произлегува од двете раце на земјоделскиот производител. И ние сме сега сведоци на еден зап на времето каде што имавме крајности со ниски температури во април, до сега ние имаме навистина топлотни удари, температури со над 40 степени Целзиусови. Кој е епилогот? Нашата следлива збори, сите акумулации се на технички минимум. Полскиот воден капацитет е длабоко под нормалниот. И крајен епилог, ќе имаме губиток на принос, ќе имаме губиток на квалитет од секоја одгледувана култура.
Немој да мислиме сега вие кавадарчани реално гледате кои штети ќе ги има виновата лоза на 40 степени. Јас ќе кажам во Струмица, под пластениците не е температурата под 55-60 степени Целзиусови, под пластеникот. Како таму излегува производителот на крај. И сега, кога има вода, кога нема вода, и среќна е околноста што секој земјоделски производител вика, не ми треба помош од државата, бидејќи има своја бушотина на 120-150 метра, вика, јас имам вода секогаш. Но не можам да се справам кога е надвор 45 во пластеникот и засенчуваат и стават мрежи и се. Настанува абортус на младите пиперки, на младите краставици, домати и така на корнишонот и така на. Затоа што високата температура секогаш предизвикува такви штетни последици. И сега ние се наоѓаме во период каде што водата е насушна потреба, а ние како држава од осамостојувањето наместо врзување на сите акумулации и во текот на зимата кога Вардар оди во Егејско море со сите наврзени садови што го зборевме во една од емисиите, да ние секогаш имаме сега полни брани, секој земјоделски производител ќе каже има луѓе кои размислуваат на државата. Да, затоа што државата е народ. Најобични дефекти за да се пушти вода во каналската мрежа, а камоли пак да правиме некои проекти кои што чинат и многу пари, меѓутоа треба и луѓе кои што влечат кон земјоделското производство. Така, ја гледам несоодветноста. Сега системот имало квар, а системот цела зима, овие луѓе зимаат од буџетот пари, тие треба да бидат максимално спремни во периодот сега да задоволат количините на вода потребни за добивање на производство. Или она вчера, некој што го слушавме, Стојанчо Ангелов, излегува без грижа на својот веќе 3-4 години, мислам, месеци е директор. Колку и да не сноси кривица, али не смее таква информација да пушти и луѓето да ги иритира. Вика, сервисирањето, кое требало да биде во зимските месеци, каде што ништо нема потреба да авионите, сега, пожарите кога дојдоа, авионите да излезат, организационната поставеност да биде како што треба и секој пожар да биде под контрола и угаснат. А ние ја имаме вчерашната ситуација, јас гледам цела Македонија гори. И Беровско, и Кратовско, и Охридско, сегде пожари. И повторно причина за тие пожари главен фактор е човекот. Човекот е неговата несовесност. А тука би рекол и она ситење да се гледа на некој пироман како горат големи површини и се прави штета на државата, меѓутоа и на белите дробови кои што се на сите нас. Ама чекајте, пожарот е една трајна последица, 20-30 години, обнова на една шума. Сега во Беровско што го знам теренот, тие 10 метри млади јасики, млади борови и така натаму. Сето тоа пламна за една ноќ снема хектаража. Да, сега ќе треба... Па треба 30 години да се обнови тоа. А сето тоа ќе делува на климатските услови кои ќе бидат штетни по одгледување на културите, а штетни и по човекот. Што е со одгледуваните култури, професоре, што говорат податоците, информациите од терен, во каква кондиција се производителите, во каква кондиција е производството, ќе имаме ли квалитетни производи или повторно недостатокот на храна ќе го надополнуваме со храна од увоз и ќе плаќаме поскапо за неквалитетни земјоделски производи? Бидејќи ова е земјоделска емисија, или по-конкретно едукативно земјоделска емисија. Јас како стручно лице сакам да го дадам оној вистински чин на
оние трауми што ќе настанат по однос на губење на принос и квалитет од сите одгледувани култури. А завод на се е времето и несоодветноста, одредена несоодветност на земеделскиот производител. Ние мора да кажеме сега. Рековме дека браните се под технички минимум. Полскиот воден капацитет. Значи, влагата во почвата буквално ја немаме, бидејќи колку месеци веќе ние немаме врнежи од дожд. А тука осмотскиот притисок во ризосферниот дел на коренот е тој што треба да повлече и да дотира храна на надземните делови. При така пореметен осмотски притисок имаме дво- или трократно намалување на фотосинтетските активности на листот. Значи тој треба да добие храна со вода од земјата и да ја обработи под дејство на сонцето со фотосинтезата и да имаме и квалитетен род и квалитетен пораст на растението. Ние тука имаме една целосна неорганизираност, односно штета од тој однос, немањето на влагата за осмотските функции и слабата слабата фотосинтеза. И тука што е епилогот? Дво- или трократно имаме зголемен транспирационен коефициент. Значи, сега се случува истоштување на растението, кој ќе делува штетно и за наредната година кај градинарските и овошните култури и лозарството. Затоа што ние сега имаме еден несоодветен однос, каде што можностите на коренот да дотира храна се двократно помали отколку големиот транспирационен коефициент, односно водата која испарува листот за да се заштити. А сето тоа е завод на таквото сонце и таа температура која имаме. И тука има рудиментирани листови, зголемено испарување и растението не се развива нормално. А како е здравствената состојба со оглед на сето ова? Дали имаме инфективни процеси, дали пепелницата, пламеницата може да биде закана за лозарството во овој период, на што треба да обрнат внимание? Во овој период, примерно, лозарите воопшто и овоштарите не треба да се грижат дека ќе им дојде пламеницата. Бидејќи и минатата недела рековме, тоа е фикомицетна габа, што за нејзин инфективен процес е потребна влага. А ние влагата буквално ја немаме. Сега, ако за пламениците ја немаме влагата, таа влага што ја имаме е достаточна за голем инфективен процес, бидејќи топлината делува позитивно за појава на пепелницата. И затоа будноста за пепелница треба да биде поголема, затоа што има најава дека оваа недела времето веќе за викендот ќе се промени и мора да се промени. Краткотрайно ќе имаме нестабилност со дожд, грмежи, меѓутоа веќе од наредната ден, сабота, недела имаме повторно 39. Ние сме сведоци и на минатата година. Во август месец имавме еден силен дожд, Кавадарци мислам имаше преку 100-120 литри, каде што имаше враќање на виновата лоза, наместо зрење на грозјето, враќање на виновата лоза и имавме чак потерување на ластари, кои ластари беа лек плен на пламеницата. И имавме во септември месец пламеница на младите ластари, која штетно делуваше, а тоа сега се констатира, голем дел од производителите го знаат тоа, бидејќи од јули месец почнува диференцијацијата на папките, родните папки за наредната година. И сега тука, со таквата дисхармонија по однос на топлотниот удор и доаѓање на евентуална влага, тука ќе настане една конфузија,
губење на имунолошкиот систем и лесен плен од некои, еве ако има врнежи од дожд, од фикомицетните габи, ако не, ќе има поголема штета и ширење на фомопсисот, на еската, мислам дека таквото време за еската, тек ќе се види сега наредната година колку лози по секој насад ќе изумрат. Точно од таквото време кое го имаме. Сето тоа време кое го имаме е крајно неповолно за сите одгледувани култури, за целата вегетација, а јас би рекол чак и за човекот. И тоа е навистина тие глобални климатски промени. Вие рековте како новинар, јас ви честитам, тоа е доблес да се свати дека фактор број 1 за тие тектонски пореметувања што се случуваат на земјината топка. Гледајте, пред 5-6 дена во Германија 150 души умреа, значи точно од силен дожд. Во Белгија имаше, нема каде што нема такви екстремни состојби. А сето тоа е забот на времето од пореметувањето на тој наш убав екосистем, создаден екосистем кој треба да го негуваме. И сега мора да се вратиме на нашата вистина. Тоа што го имам како податок на изгорени хектаражи од шуми. Во Македонија ќе имаме на вистина брзи и неповолни временски неприлики скоро за сите одгледувани култури. И тука веќе земјоделецот мора будност да ја прати состојбата, кои култури... тука иде разочарувањето и откажувањето од површината. Така. Кои култури ќе ги одгледува и тука науката, која е и она маргинализирана, она мора да си дојде на свое место и производителот да биде едуциран. Која култура е послабо чувствителна на такви температурни амплитуди, која култура се одгледува и за кој пазар. Ние од самостојувањето тоа го немаме. Производителот произведува, значи ги има најтрагичната формула. Произведува за непознат купувач. Паушално, што се бара на пазар. И ако негде треба, се дава. Ако не треба, тоа пропаѓа. Или без пари се купува, или оди за друго нешто и така натаму. Значи, со еден збор, ние не случајно го збориме без политички предрасуди. Бидејќи јас сум во агро 40 години. Нас не ни треба политика. И тоа за жал се е. На земјоделецот му треба услов и му треба гаранција, тоа што ќе произведува со фамилијата цела година, да дојде моментот да тој биде среќен, да му биде откупено, да биде пласирано, да добие средства и да живее живот со добар стандард. Наместо тоа, јас ќе ви кажам, иселувањето е евидентно. Сите сточниот фонд, површините за подземеделски култури, сето тоа рапидно се намалува. Па власта не ја интересира за тоа. Не само сегашната. Се дава, се трансформира од некоја индустријска зона, ќе се изгради некоја шупа, некоја барак од 2000 квадрата, да се уништува просторот за производство. На плодно земјиште се кројат кошули за Грција. Рековме, науката и земјоделството се маргинализирани, политиката е таа што води, меѓутоа ние повторно ќе посветиме внимание на науката. Редовно информираме и презентираме новини од фитофармацијата, тоа ќе го направиме и во ова издание на Агроспектар. Следува прилог подготвен во лабораторијата на доктор Вучков.
наши емисии секогаш се трудиме да градиме нешто ново, кое е навистина интересантно и импозантно би рекол за тоа земеделско производство. И добра работа е што тие новини од фитофармацијата се точно во една насока на една заштита на човековото здравје. Сите средства на основ на органски принципи, органски активни материи и така натаму, секогаш мора да ги поздравиме како новост на фитофармацијата во позитивна насока за детоксификацијата во земеделското производство. Што за жал уште од тие канџи не можеме лесно да се ослободиме, бидејќи фитофармацијата во поранешните времења точно одеше со тие активни материи кои се токсични, а покасно се утврдува дека имаат и штетно делување по здравјето кај луѓето, појавувајќи се на некој голем процент на канцерозни оболувања и други штетни делувања по здравјето кај луѓето и загрозување на животната средина. Денес ќе кажеме нешто повеќе за една навистина голема новост. Тоа е фитосеј. Тоа е навистина новост со една позитивна импресија сакаме да ја образложиме точно за овој период кога асталските сорти се веќе пред берба, каде што на каренцата мора да се размислува, каде што ботритисот при зголемување на шекерноста кај виновата лоза и кај другите култури, при зрење на доматите и така натаму, ботритисот може да биде и како секундарен патоген, голема опасност по самото производство. Фитосейфот, како новост, мора да кажем уште на самиот почеток, како новост по чисти органски принципи, бидејќи нема тука никаква негативна хемија, која може да биде проблем при бербата на грозето, дека има резидуи од некои пестициди, од незапазување на каренцата. Значи, фитосейфот представува еден фантастичен контролор на сивото гниење, Botrytis и на пепелницата од фамилијата на унцинулата. Што всушност сакаме да кажеме со оваа новост, како да ја презентираме, како да ја на еден начин уедноставиме, да биде разбирлива за лозарот, па и за делот стручњаците, колегите агрономи, кои на теренот итекако бараат такво нешто. Фактички фитосейфот и производот добиен, тоа представува една молекула точно за една природна одбрана на растенијата против болестите, како што се сивото гниење и пепелницата, значи го активира и стимулира одбранбениот систем, тој имунолошки систем на растенијето. Тоа е една важна работа, што еве тука фитофармацевтите со физиолозите има дојдено до онаа суштина да се активира и да се стимулира тој одбранбен имунолошки дел на растенијето. Односно активирање на гените одговорни за зајакнување на клеточниот зид, каде што патогените, како што се пепелницата и ботритисот, не можат да остварат инфекција. Благодарение на зајакнетиот одбранбен, односно имунолошки дел од растенијата. Тоа е еден пронајдок. Фактички со неговото аплицирање, тој на еден начин минимизира и забавува она суштинска инфективна агресија која ја прави ботритисот како секундарен патоген и пепелницата. Тие со нејзиното синхронизирано делување
бидејќи тука во Тритисот доаѓа на гости кај пепелницата. Пепелницата таа која со инфективниот процес ја некротизира она епидермална зона на љушпата, на самото зрно, и така некротизирана при порастот на меристемските клетки од самиот на самото зрно доаѓа до пукање, бидејќи тие инфективни клетки немаат моќна, ја имаат изгубено меристемската моќ на делба и тука веќе доаѓа до пукање на зрното. И како такво нешто доаѓа во Тритисот и почнува тој процес. Тука е она суштина на фитосејфот, каде што сето тоа тој го оневозможува, и тука имаме навистина оне ефект, бидејќи со едно стимулативно действување со фитосејфот се постигнува ефект кој ја зголемува силата на самата епидермална зона на зрното. Она имунолошка основна одбранбена акција која е точно фитосејфот обусловува, и тука се постигнува навистина фантастичен резултат. Фитосејфот. Ние сега кога збориме за лозарите во Кавадаречко, Неготинскиот, Велешкиот регион, Свети Николскиот и така натаму. Во тој период прскани, каде што имаме градобитни овие зони, фитосејфот со тоа стимулирачко делување, со таа една одбранбена имунолошка јачина која дава, настануваат оние брзи рехабилитации на растението. Ние минатата недела зборавме за биостимулаторите и за се. Но тука навистина фитосејфот постигнува фантастични резултати токму во тој период. И кога збориме за виновата лоза, мора да кажеме дека онаа пукање на доматите што се случува, оние други деформации кај други култури, дали тоа било кај доматите, кај пиперките, кај модриот патлиџан, кај дините, кај краставиците, лубеницата, кај корнишоните, сето тоа навистина со фитосејфот се постигнува фантастичен резултат со доза применета со само 2,5 до 3 литри по хектар. Се постига еден фантастичен резултат. Сега, тука, во овој период на пораст, трансформација на киселините во шекери, во периодот на зрење и предзрење, тука може слободно, бидејќи е компатибилен со сите средства. Тој може да се примени во секој од прскањата и 7 до 10 дена во тој период од почетокот на зрење до бербата може слободно да го даде оној фантастичен ефект кој се од него и очекува. Што е значајно да спомнеме за фитосејфот како една навистина голема новост која дава една неверојатна позитивна насока кон земјоделското производство по однос на квалитативниот аспект и, што е најважно, квантитативниот големен принос, квалитетно производство и без резидуи, бидејќи се работи за органско производство. Што ќе кажеме за фитосејфот? Во европските сите тие стопанства кои произведуваат храна, фитосејфот си го наоѓа решението и во интегралното, и во органското производство. Што е многу важно. Бидејќи во органско производство, кога дојдеше појава на пепелницата, зборевме дека сумпурот е дозволен према органски принципи, недозволен и така натаму. Тука се работи за една молекула која навистина делува. Значи, тоа е новината која делува на имунолошкиот дел на растението, ја јача
она епидермалност, она отпорност и тука нема можност пепелницата и ботритисот да го извршат тоа што сега во овој период при врнежиот ош посебно го прават. А тоа е уништување на родот кој е само за можда 5 или 10 дена пред берба. Доколку имаме такви врнежи од дожд, нестабилно време кое го имаме оваа година, може слободно да кажеме дека губитокот може да биде голем, а фитосефот тука може да постигне навистина добри резултати. Што е друго значање? Сега, пламеницата, гимноспорангиумот, кај крушката, или пламеницата кај доматите, фитофтората, или било која друга, кај краставиците и така натаму. Тој значајно е, и тоа заслужува респект и почит, и подцртување со црвено, дека е компатибилен со сите средства за заштита на растенијата. И во секое време, со добро одбор на средството, со квалитетно мешање и квалитетна апликација, фитосефот се уклапа во тој цел програм на заштита, постигнувајќи го оној суштински имунолошки дел на секој растителен вид. Дали е тоа во воштарството, дали е тоа во лозарството, дали е тоа во градинарството, или цвекарството чак би рекле. Бидејќи ботритисот знае во цвеќето да направи таков ршум или пепелницата, каде што може да направи голема штета, доколку не се преземаат мерки. А тука фитосефот навистина може да се ите како примени и да го даде оној суштински дел. Не сакам да ги замарам, воопшто да ве замарам, бидејќи овие прилози ги правиме на еден едноставен, сватлив и прифатлив начин. Ако почнеме да збориме како внатрешните шекери, протеините или другите сахаридни форми компатибилно делуваат, како делуваат на ојачување на тој дел на епидермалниот дел, тука тој замор нема да ви го дадеме, бидејќи таа висока стручност која е внатре вградена не е ни толку значајна отколку тоа што упатството и оние глобални работи кои ги даваме се и те како важни за секој кој сака да го примене ова средство. Значи, со еден збор се работи за чист, 100% природен продукт. Тоа е новоста. Второ, значи 100% природен чине, нема никаква каренца, буквално кажано ден-два, дали ќе се бере грозјето, дали доматите или така натаму, тука воопшто не делува да каже некој стоп, не смееш да прскаш со било кое средство, бидејќи каренцата е важна работа. Тука, бидејќи нема никакви токсични творби, тука слободно може фитосефот да се користи. Уште поважно, 100% безбеден препарат, кој може да се примени и пременувачот, апликаторот, производителот кој во пластениците го минува денот. Фитосефот нема никакви штетни последици по здравјето кај луѓето, а уште помалку со апликативниот доз, за кој рековме дека е органско, дека е воопшто без опасност за здравјето кај луѓето или растенијето. И дозата, ако е нешто зголемена, тука никогаш не се појавува некакви фитотоксични ефекти. Бидејќи некој инсектицид, ако го примениме во некоја поголема доза или концентрација, може да се случи да ние имаме хаварија, ништење, изгорување на масата. Или пак, попратно, ако не се стави дозата, пак да нема резултати. Фитосефот со тој одмер на средство што го рековме, значи ги дава оние точно
прави резултати. И во тој период на презрење, за добивање на еден квалитативен целосен опфат, на 7 до 10 дена, последниот месец, третирањето во другите третмани, ако се стави фитосейфот, може само да имаме една добивка по однос на квалитативен имунолошко зрно или производ од градинарска, овоштарска или лозарска култура. Сега, што е многу важно за фитосейфот? Имаме нестабилни временски услови. Тој за само неколку часа по апликацијата, знаеме дека голем дел од препаратите, штом заврна дожд, праксата во заштитата, ние збориме најмалку 46 часа или 48 часа треба да поминаат да се тоа средство, било кој фунгицид или инсектицид, поприма, па да се постигне резултатот. Ако има врнежи од дожд, има лесни испирања и така натаму. Фитосейфот има карактеристика со доброто мешање, точниот одмер нормално, со апликацијата. Ние имаме на вистина за само неколку часа целосен влез на средството во самата физиолошка функција на растението, во самиот метаболизам, каде што тоа е веќе попримано и врнежите од дожд воопшто не делуваат на негово испирање или некакви економски издатоци, а дождот го однесол тоа што се случува кај многу лозари што мислат дека прскале, оно заврнало дождот направило испирање на средството, тој прскал и после тоа гледа дека има пламеница, дека има ред други болести, средството е криво и така натаму. Не, временските прилики и неприлики се такви што врнежите од дожд се навистина во еден необичен размер оваа година и градобитноста, што итекако допринесува за таквата состојба. И важното нешто, за оние реони каде што е имало град, со секоја од комбинациите употреба на фитосейфот итекако обусловува брза функционална зараснетост на клеточните повреди кои се, на сите оние трауми кои ги има доживеено растението и враќање на тој прав имунолошки дел на растението, што значи дека тој препарат го фактички рехабилитира растението и не дозволува инфективни процеси, што примерно сега при тие повреди од град, кај одредени асалски сорти, чим шекерноста се зголеми, тука имаме и голема можност за појава на ботритисот. Затоа што тој бара влезна врата. А фитосейфот и неговата примена тука го обослабуваат имунолошкиот дел на самото зрно, на самото растение, да тоа ојача и да тоа за кратко време се рехабилитира и ние да имаме навистина еден добар резултат од употребата на оваа средство. Друго значајно кое мора да го спомнеме за овој период, бидејќи сме во една навистина специфична состојба во земјоделието, каде што имаме нестабилно време, каде што имаме утрински 34 температура, да поручате имаме наоблачување, врнежи од дожд, врнежи од град. Значи, со примената и на другите средства за заштита, бидејќи абсурдно би било да кажеме дека, пример сега за гроздовите молци за третата генерација, мора да се внимава во овој период. Фитосейфот обусловува на еден начин една фантастична компатибилност со инсектицидите, со било кој друг фунгицид, бидејќи сега за еската има
некои нови моменти што треба да се оди со некои компоненти, фунгицидни компоненти, тука фитосейфот не представува баш никаков проблем, бидејќи неговиот начин на делување си има своја специфика. Ние не го аплицираме, тој не влегува во некој друг механизам на делување, туку тој индивидуално се вклучува во физиологијата, во метаболизмот на растението и тука го постигнува својот ефект. Затоа нашата препорака е секогаш онаа суштинска, бидејќи произлегува од теренот. Фитосейфот во догледно време ќе биде средство кое секој ќе го посака да го применува и да види резултатите од него. Зошто? Затоа што тоа ќе обуслови оној зап на времето кој го имаме, кој ствара услови на болест. Фитосейфот обусловува појачување на биолошкиот, односно имунолошкиот дел на секој растителен вид, да нема напад од таквите болести кои за жал од година на година се поприсутни поради нестабилното време. Затоа нашата препорака ќе биде фитосейфот да секој производител го види, го проба и од тоа ќе види кои резултати ќе ги има со една стручна и права примена. А доколку има некоја нејаснотија или сака некој да му го опишеме целиот механизам на делување, тоа несебично, без никаква надокнада ќе го направиме за секој земјоделски производител кој сака да применува препарати кои не се токсични, а кои делуваат високо позитивно за секоја одгледувана култура. Професоре, слушнавме за овие новини, ги го представивте ова ново заштитно средство. Сосема за крај, еве кратко, која ќе биде пораката до нашите гледачи? Тоа е една новост што заслужува внимание и што секако ќе се најде првенствено за ботритисот кој знае да биде незгоден, иако е секундарен чинител, знае да биде незгоден и да уништи и домати, и грозје, и краставица и се. А фитосейфот тука со неговата функција дава фантастични резултати. Јас морам да кажам на крајот, преодицирајќи на тоа дека еден хемомак веќе за БАСФ лоцираат биостимулатори. Факт кој радува. И тоа го зборам од стручен принцип. Нема тука комерција, нема други глупости. Зошто го зборам тоа? Затоа што сега тие се фокусира како да го одржиме имунолошкиот систем на растението. За да имаме и здраво растение. Биостимулатор. Значи биолошко средство кое го штити здравието на луѓето, не се оди со препарат од прва група отров, и стимулативното средство кое со својата активност го стимулира растението за ојачување на имунолошкиот систем и успешна борба против штетните чинители, болестите. И тоа е нешто факт кој радува и во иднина јас мислам дека индустријата е во права насока, бидејќи ако јас сум веќе 40 години во таа фитофармација, ако ви кажам дека имаше прва група отрови што Хитлер убиваше таму во Полска или каде со еден од нив, тај метилбромид или било со кој циклон и така натаму, убиваше луѓе, и тоа беа препарати во главном деривати од нафтата и сите има отровен карактер.
И каренцата за некои од системичните инсектициди што ги употребувавме, дали BPS-8, дали било кој друг во свое време, 10, 20, 30 дена каренца. А каренцата е периодот од прскање до берба. А ние 30 дена да испрскаме сега во пластаниците, а краставиците се бераат на секој втор ден. Тука имаше една голема нелогика. Зато има сега нови инсектициди, акарициди, што имат само еден ден каренца. Значи денеска се прска, утре веќе може да се бере. Тоа е една предност и хемиските индустрии тука веќе одат напред, но тука квантумот на знаење во кој период треба да се примени тој препарат, бидејќи 4-5 години по 10.000 доктори на наука од 1000 активни материи доаѓаат до една активна материја што ќе дојде кај нас, мора тоа упутство кое го дават да се прочита и тука стручните лица на производителот да му каже која концентрација или доза да ја употреби, не висока или пониска, со која количина вода, со која микронизација на честиците, значи да се фино опфати се, и во кое време. Така, едуциран земјоделски производител нема да се случи онаа што секојдневно мене ми се случува, професоре, тој препарат го пробав, не ми даде резултати. А он прскал кога е температурата плюс 40 и сите од хемиските средства, сакали или не да веруваме, се фото и термолабилни. И ја губат активната материја и не го постигаат резултатот. Действото е... И за него препаратот не го пива, а не дека тој во несоодветно време го прскал. Или, ако се каже оти 400 литра или 600 литра треба по хектар, не можеш ти со 300 литра преко ред помина, вика, да заштеди. Тоа да заштеди. Тоа не е успешна заштита, а уште помалку совесен производител да каже тој препарат не ми даде резултати. Јас имав случај, сега има 100 хектара. Он сака половина од активната материја да употреби, за да го постигне резултат. И јас му викам, ако ти го потребеш половината од активната материја, ќе имаш половични резултати. Професоре, не е така. Значи, тој во состојба да заштеди на тоа, кобајаги, а да изгуби покасно во принос и да каже дека не е квалитетен препаратот и да шири други дезинформации. Значи, со еден збор, ова е наша едукативна емисија, каде што знам многу кавадарчани, мои драги пријатели, и ја гледат, нека за кога стави раката во джеп, нека се консултира со стручно лице, независно стручно лице, за ефикасното делување и моментите на употреба на препаратите. Ако влезе во аптеката, мора да го кажеме тоа е вистината. Аптекарот живее од кило или литро продаден препарат. Тој ќе ти даде секогаш, ако си добро едуциран, ќе одиш ќе дај ми го тоа. Но пред тоа да имаш стручна подковеност зошто ќе го употребиш и да имаш резултати. Јас имав многу пријатни моменти сега за оваа шекерност. Имам специјално средство кое се со 2-3 прскања, виновата лоза, картошијата која беше турена на зап, и оплодување добро и добар процент на шекерност. И вели во работата имало работи. Значи тој препарат трансформира, кога зрното порасне, киселините и нивната трансформација ги прави во права насока. Хумиските киселини и фулвокиселините. И тука гроздот вика ја ќе си го тоа наредам во гајби, ќе го продавам на пазарот. Затоа што шекерноста е голема работа.
Она е суштината на и за нормална консумација, а и да влезе во визбата, ќе се добие фин производ од вино, раке и така натаму. Сите тие работи, нашата едукативна емисија, ја сакам да ја оживотвориме, да производителите, ако треба нека лично вас прашања ви поставуваат за некои работи што не им се јасни, за тоа што знам дека процентот на гледаност е голем. Значи, кој е домен на моја можност, сакам да биде максимално искористена, а за тоа тие да немаат никакви надокнади. Благодарам, професор. Благодарам и вам. Почитувани гледачи, ова беше уште едно издание на Агроспектар. Благодарам што бевте со нас. Имајте секој добро со нашата програма.